постои едно правило кое што вика дека обично вирусните инфекции се карактеризираат со белузлав секрет од носот. Кашлицата е реална појава, меѓутоа прашањето е каква е таа, дали е сува или е влажна, дали е длабока или не. Се тоа информации во анамнезата, дали има болка во белите дробови или не. Тоа се важни информации кои што ќе го насочат лекарот побрзо да дојде до соодветниот третман. Доколку имаме, да речеме, жолто-зелен секрет од носот, тоа е веќе насока дека можеби имаме бактериска инфекција. Понатака, во одредени ситуации, корисно е да имаме и припремена крвна слика, поготово кога се деца во прашање и кога времето на развојот на инфекцијата е кратко, кога ние можеме од една едноставна инфекција брзо да преминеме во запаление на белите дробови или бронхит. А тоа најмногу не плаши кај децата? Точно така, тоа најголемиот ризик е бебињата и малите деца, бидејќи штетата од брокопневмонијата може да ја чувствуваме понатака во текот на животот. Така да тоа се одредени работи кои што треба да ги знаеме. Не случајно се прави таа крвна слика, да се утврди нивото на леукоцити. Ако е многу високо, тоа веднаш асоцира на бактериска инфекција. Понекогаш, ако не сме сигурни или ако не е критична ситуацијата, ќе не упатат и на бриз од грло или нос. Значи, најсоодветна терапија ќе се постави ако знаеме кој е причинителот и точно кои антибиотици би биле соодветни да го излечат тој. Така да не треба да ги игнорираме тие лекарски совети и да го избегнуваме процесот како што тече, доколку сакаме се разбира добиеме точна терапија.